Добар ден! Владата во акција втор дел. Откако владата ги покачи платите и пензиите, го реши проблемот со цените на основните прехранбени производи. Наред е здравството. Проблемот со недостигот со инсулин решен. Инсулин е набавен. Трикафта ќе има за сите пациенти со цистична фиброза. Како тргнала владата ќе ги набави сите лекови од позитивната листа. Повеќе нема лечење со СМС. Се очекува деновиве посета на премиерот и министрите по аптеки и здравствени домови. Што повеќе може да посака еден народ од својата влада? Тоа е она што ќе ве прашуваме денес. А и ќе ве подсетиме дека треба да нас заследите на социјалните медиуми. Едноставно побарајте Црвена линија, Facebook, Телма телевизија на Facebook и таму се објавуваат нашите теми, па колку сакате шернувате, лакнувате и секако коментирате. Но на што секогаш потенцирам, не заборавајте да не заследите и на Инстаграм. Ако го сторите тоа и кликнете на Инстаграм стори Црвена линија, денес имаме повторно прашање за вас. Што може да посака еден народ повеќе од својата влада? Да си ја работи работата или пак оно што е најважно, и ве имате две опции, а тоа е ништо и ништо повеќе. Значи, што повеќе може да посака еден народ од својата влада? Под А опција ништо и следната опција ништо повеќе. Резултатите сега го ќе ги соопштиме таму по рекламите, а анкетните прашања кои што ги поставуваме на Инстаграм стори, ќе ги поставуваме и вам, драги наши, кои што ќе се вклучите денес во Црвена линија. Почнуваме со првиот гледач. Добар ден! Дали се слушаме? Па добре, додека да го слушнам гледачот, ќе најавам дека на 023070005 повикувам да се вклучат и оние кои што нема досега навика да се јавуваат во контактни емисии, но ќе продолжам со гледачот. Ало? Добар ден! Дали се слушаме? Во Црвена линија сте? Ало, добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало, се слушаме, добар ден. Добар ден, па еве прашање веднаш до вас. Што Ало? повеќе... Мама, ме слушате ли? Најверојатно не. Па повеќе може да зборам, може да продолжам. Да, ве слушаме. Повеќе би сакала еден човек да влада да има добра, да има убав живот, да има здравие, среќа, да му возможи владата здравствени услови, после дом, топол дом. А добре, еве прашање до вас. Дали имате... Што е оно што би посакале повеќе од владата, например? Добро, гледачот најверојатно се исклучи. Во ред продолжуваме со вас. Процедурата е следна, знаете сите вие кои што следите Црвена линија. Ќе повторам уште еднаш. 023070005. Добар ден за следниот гледач. Да, добар ден. Па еве во ова петочно издание на Црвена линија прашање до вас. Што повеќе може да посака еден народ од својата влада? Според вас ништо или ништо повеќе? Секој народ од својата влада бара што повеќе да оствари во своето владение за да ги задоволи потребите на сите граѓани во Република Северна Македонија. Со тоа што владата сега како што работи, јас мислам дека не треба да се побиваме шега, затоа што ако одел министерот по услуги или во трговски центри или премиерот, тоа било штетно. Не, тоа е корисно за граѓаните. Еве втората работа што ќе ја направат, ќе видите. Во здравство има да ги натераат Фондот за здравство да ги набавува лековите кои се потребни за сите критични болни и за сите оние на позитивна листа. Да се разбереме, тоа е влада, тоа му е работа на владата, тоа му е работа на министрите и нема што да ние на некој начин сега ова фактички доаѓа како подбивање шега од министерот Бектеши. Имате погрешна перцепција, но гумина кои што се јавуваат сметаат дека не е доволно. Јас го пратам сето тоа затоа што и Бектеши. Добро, благодарам за јавувањето. Извинете, не сум завршил.
Продолжете. И Бектеши, и Ковачевски, то му е должност да е работата на владата. Добро, благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија и веќе потенцираме. Ние никогаш ниту сме се подбивале, ниту ќе се подбиваме, а она што е најважно, нема ниту да дозволиме во црвена линија некој да се подбива, да користи грди и погрдни зборови. Она што прашуваме, со оглед на тоа дека се превземаат мерки, дали сметате дека може повеќе да се направи или сосема е доволно и ова што се прави? Добар ден за следниот гледач. Добар ден, Тинче. Добар ден. Голем поздрав, да ти Голем кажем поздрав и прекрасна до си вас. како водителка и на оваа емисија на црвена линија стално те гледам. Вака да ти кажем, што повеќе сакамо? Сакамо владата да бидат домаќини за сите. Да се избере домаќинска влада, а не за едни да биде мајка, за едни маќа. Тој сакамо да гледат реално, да гледат за сите, не само за нив, еве што слушамо, што гледамо, како се, мислим, они растурат и со пара и со се, а овамо народот пати, па ще кидат по продавници да гледат цени, па на што личи тој? Кои се они да гледат цени? Они ќе наредат, во што има многу, не само владата, околу владата тие што се министри, сите тие што се тамо, треба да се засемат, зашто викат на да си треба домаќини и овај Македонија да појде, а не само за пари, еве тие пари што направија. Значи, додека да дојдат на власт, сите обеќат, овака ќе биде, овој ќе биде, ќе има за сите, пуни фрижидери, ово, оној, и сега што наприја, фаќат се тука за ситници, за макарони, за овој, за оној, па дури срамота тие работи и да ги кажуваат на телевизија, бе. Па овој е греота за народот што слуша, некој нема леп да јаде, они се растурат. Тој сакам од владата малце да се удрат у глава и да рече, чеке, ние ќе бидемо и ќе поминемо, нека се сеќа народот нас за убаво што смо направиле, а не направиле смо народот да страда. Тинче, да не должи многу, биди жива и здрава и продолжи со овие емисии и овие што бистрат политика, сечи ги. На секоја телевизија само политика. Дајте бе, кажете нешто паметно, овај народ стварно беше, стварно пати. Еве, нема да видиш човек, поготово, еве, ја у град искочи. Благодарам пред се за јавувањето во црвена линија. Топло препорачувам да продолжите да не гледате и еве стартувавме со првите гледачи. Имавме и различни ставови. Некој е задоволен и смета дека тоа така се прави, некој вели дека народот пати, а што вели следниот гледач ке дознаеме во следните 90 секунди. Добар ден. Добро, одиме со Твитер заедницата, па еве и кај нив може да наидете на инспирација секако, да се надоврзете и да развиете дискусија. Ке почнеме со она што го напишал Сашко Димовски. Вели минимална плата 20.000 денари, 175 денари. Од мој ДДВ по 1800 денари. Речиси 22 бона. Оди потроши ги да те видам, плюс и цениве паѓат. Уште јајцата останаа. Мислам дека ќе може и настрана да се тргне нешто. Меѓу другото, ќе продолжиме секако со вас. Вака коментираат на социјалните медиуми, еве сега и во живо ќе слушнеме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, во црвена линија сте. И јас сум Рење, нели? Да, повелете. Благодарам. Што посакува народот повеќе од владата? Па јас би рекол да бидат владата по-човечки усмерени. Да не бидат толку расипнички настроени, да не бидат толку штетнички настроени, да си ја сакат Македонија, да си го сакат својот народ. Ова влада не го сака својот народ. И минатата беше слична. И минатата беше, ама таа беше 50 за народот, 50 за нив беа. Овие се 98% за нив, само 2% е за народот. Што мислат овие лагодни луѓе утре, кога на толку трошење, на толку задолжување, кога ќе снема пари за плата на државните службеници, за пензии на пензионери ќе снема? Што мисли тогаш овој народ? Што ќе им е тогаш било подржувањето на овие или на оние? Значи, кај нас со ова слепо наше подржување на овие штетници што владеат со Македонија и што идат на страна и преговараат за лошото на Македонија, не за доброто на Македонија. Това се тие нашиве политичари, министри, владетели.
Треба да се свестат и тие, меѓутоа народо треба да се свести да си ја дочакаме Македонија преку сончето македонско, не преку име на партија. Овие имења, еве 20 години да прави што направи 30 години, се види се на видео. Затоа свестување, усмерување војна целина. Благодарам многу за јавувањето и еве ќе продолжим. Пред да продолжиме со вас, само да потсетиме дека откако владата ги покачи платите и пензиите, секако она што се направи, се реши проблемот со недостигот со инсулин. Трикафтак има за сите пациенти со цистична фиброза и еве, што смета гледачот, дали треба да побараме нешто повеќе? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Да, фала лепа Тина. Долго време се чудев како се викаш, беше у А1 телевизија или каде беше, Боже мили? Па на многу медиуми секако. Не е важно тоа. Па добро, сите тражимо таа влада. А они сиромаси едва и крпат вречи со вречи да ги наполнат. И сега што да бараш? Сега направиат цел свет да не се смее, сите да не окупираа. Бујар Османи на прво место треба да си дава оставка. Кој им дозволи на тие бугари да доаѓаат туа да става некој Хитлер, некој Мусолини да става тоа културни центри? Тоа ме маче, разбираш. Зашто Бујар Османи, ако е тој министер за надворешни работи, треба он да штити државата. Државата се штити со политика, а не со куршум. А еве, кога зборуваме за социјалните проблеми, еве, дали очекувате дека ќе има подобрување на стандардот? Најверојатно се активираше црвената линија, јас ќе потсетам до гледачот, благодарам за јавувањето пред се. Внимавајте на изборот на зборовите. Значи, куршуми, убивање, погрдни зборови, зборови кои што алудираат на насилство, навредливи зборови, црвената линија е сензитивна и веднаш се активира. Тоа е златно правило кај нас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Ало? Црвена линија? Да, во црвена линија сте, повелете. Да. Сакаме да кажеме во врска со ова. Од оваа влада не сме задоволни, ништо не очекуваме. Ни од артикли, ни од ни за пензии, ни за плати, ништо. Катастрофа е оваа влада. Но еве најавија... ништо не сме задоволни. Они си мислат само за себе. Но еве најавија дека ќе ги покачат пензиите за 8,5. Дали ме слушате? Еве се замрзнаа цени. Не сме цени. задоволни. Ништо 900 денари не е. И од труд, од социјала, од министерките уопште не сме задоволни. Уопште не сме задоволни од министерките. Да им ги да, ниф ако им е малце. Срамота. Срамота. Народот трпи. Артикли се покачи, храна не е решење. Еве според вас колку треба да се покачат пензиите? Катастрофа е. Според вас колку треба да се покачат пензиите? Не сме задоволни уопште. Дали ме слушате? Ве молам, колку според вас проценти треба да се покажат пензиите? Само за себе си мислат, само си взимат, си шетаат, си уживаат, фудбал. Благодарам за јавувањето. Она што е најважно, не бидете изненадени ако случајно имаме и подпрашање до вас, односно би сакале да слушнеме еве оние кои што се незадоволни бидејќи се покачија пензиите за 8,5%, колку сметате дека треба всушност да бидат покачени? Се случи и замрзнување на одредени производи, како што се, нели, макароните се најавува, меѓу другото, замрзнување на цената на јајцата и намалување на цените на млекото и млечните производи. Како и да е, се обезбеди инсулин, проблемот е решен, а и трикафтак има за сите пациенти со цистична фиброза. Па еве, треба ли уште нешто според вас? Добар ден. Здраво, здраво. Здраво. Па види вака се, ова е само прашањето, да нема некој адитив плюс прашањево, нема. Што дали има уште нешто плюс? Не, па нели боеќе пат имате она екстра прашање што го прашувате, затоа идам да не само ова или има и уште нешто уз него. Немаме, со него немаме. Значи треба да сме среќни, благодарни
на султанот, да му речеме многу фала султане, баци рака султане, така треба, нели, што ни даде поголеми плати, поголеми пензии, што одврза кесето, го награди овој народ послушнички. Значи, треба ли тоа да кажеме? Мислам, срамота е да палиш нешто вакво, човече. Овако нешто само смее да се куди, да се вреѓа, да се омаловажава, да се девалвира. А вие дали почувствувавте нешто од придобивките? Па нема уште, не дошол април месец да почувствуваме. Чекай малку сега. Кој рече тек таму крај април? А 1 април? А 1 април ќе биде многу весел, многу весел. Тога све ќе се овети и све ќе се реализира 1 април. И на крај ќе ти рече април или 1 мај, не знам кој како ќе го разбере. Значи, со оваква влада иднина нема ни еден народ. Оваква влада може само да уништи и народ, цивилизација и нација, све останато. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето. Продолжуваме со вас. Верувам дека добро се слушаме и ќе можеме веднаш да речеме и ново добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Ви благодарам. Повелете. Сакам да те прашам дали вистина се шегувате со прашањава. Не се шегуваме, никогаш не сме биле шегубини. Бидејќи прашањето ви е поставено како да е народот задоволен, па дали е повеќе задоволен или помалку. Но верувајте, има гледачи кои што се задоволни, ве молам, има гледачи кои што се задоволни. Малку ви е лошо поставено прашањето пред се. Добро, како да прашуваме, еве, дадете ни идеја. Па дали е задоволен? Не дали уште нешто треба да очекува. Јас, например, очекувам како што можеше со наши пари да купи златни опажици да јаде премиерот, така да може да купат и пензионерите. Колку треба да се покачи, толку, он знае најдобро. Добро. Треба да бидеме благодарни, затоа што од наши пари некој набавил лек и тоа пак не за сите пациенти. Ке набават за 30. Зошто да има дискриминација меѓу пациентите? Како може да се направи дискриминација меѓу пациенти? И треба некој да е задоволен со тоа. И треба да очекуваме или ништо веќе да не очекуваме. Мислам дека или сте, не знам, или ви е прашањево недобро осмислено, или работите како за нечива кампања. Кампања за гледачите, значи, не, сега за кои вака слушајте ме да ви кажам. Значи, понекогаш звучи ми саркастично. Времето не се јавив вас да ве слушам. Така, но вие се јавивте, па поставивте и многу прашања код мене. Бидејќи срамота е. Не можам да ви ги игнорирам прашањата код мене. Зборувајте за дискриминацијата меѓу пациентите што нема да добијат лек. Кои пациенти нема да добијат лек? Се исклучи гледачката. Добро, кога ќе ми поставите прашање, секако ќе има реакција, бидејќи сметам дека е недолично да не реагирам доколку ме прашате нешто конкретно. Како и да е, добре дојдени сте сите и еве како стартувавме со денешното издание, имаме гледачи кои што се задоволни и сметаат дека тоа треба така да се одвива, имаме гледачи кои што велат дека народот пати и гледачката рече дека сите пациенти најверојатно не се истретирани онака како што заслужуваат. Ми е криво и што се исклучи, бидејќи сакавме да слушнеме кои се тие пациенти, односно да ни открие многу повеќе за тоа, но како и да е, ни забранија нели да подпрашуваме, а ние всушност ве подпрашуваме кога ќе дадете ваква информација, затоа што јавноста слуша, со тоа слушат и оние кои што се одговорни за решавањето на овие проблеми. Одеме понатаму, добар ден. Добар ден, помјана линија. Да, вие сте, повелете. Па се знае, еве, народот неколку месеци веќе уназад бара за што поскоро да си замине ваа влада и треба гласот на народот да го слушне и да си заминат што поскоро и државните институции и канцелариите ги направија во фудбалски игралишта, одбојка се играат, кошарка се играат, па тоа е срамота. Ама еве се покачаа пензиите. Што имате да кажете за тоа?
Колку се покачија пензиите, колку лебот се покачија, колку пензиите се покачи. Колку храната се покачи, над 150%, а пензиите ги покачија 8%. Па тоа е срамота. Грее за пензионерите што не можат со тие пензии 11 јадарки ни лекови да си купат. А па камо ли нешто друго да одат на одмор ли, било што да можат да уживат во пензијските денови. Оти на секој пензионер што е физички работник, му се бројани деновите после пензијата. Кој пензионер што бил физички работник живеел долг век? Никој, измрзнал, по студ, по снег, по дожд на промај, и кога ќе отиде у пензија за неколку години си заминуе. И што од животот он ќе биде пензионер со ниска пензија со 11 јадарки? Тоа е срамота што го прават. Сирењето го направија 100% го покачија, го поевтинија сега 10-15%. Па тоа е за срамоталци. Како не ги грее, ја не знам, ваа влада, што влада е ваа, не народна влада, ваа е фашистичка влада. Ајде, дајте ми одговор на анкетното прашање, дали може да го видиме од Инстаграм. Еве ве прашуваме што повеќе може да посака еден народ од својата влада. Ништо или повеќе? Па ти кажа дека може да посака за да си оде што поскоро ваа влада, вичи да не ја гледаме, оти го уништи. Благодарам за јавувањето. Продолжуваме и со Твитер заедницата, со твитот на Миријана. Напиша како беше она: заслужуваме подобро почист воздух, подобро здравство, подобро образование, подобра заштита, подобар стандард, посигурен живот. И она: нема правда, нема мир. И тврдењето има пари за се, само ако не се краде. Јас се уште тврдам дека заслужуваме подобро. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден. Што повеќе може да посака еден народ од својата влада? Ништо, кажа премиерот. Ако го слушавме народот, немаше сега да стигнеме до кај што сме. Значи народот општо не се слуша. Сите пензионери со мали пензии, сите на протест. Министерката како не ја срам за труд и социјала, да кажува дека ги покачиле пензиите. Чии пензии ги покачија? Нивните. Они ќе земат по 4-5 илјади покачување, а работникот со крампал и со мрзнел цел живот 40 години работел за они да стискат да јадат најубаво, тој ќе земе илјадарка. Таа ли е правда во државата? Тоа ли е покачување? Тоа ли е среќен пензионер? Срамота за нашите институции што не водат, што не лажат, не крадат и не навредуваат. Еден не тргна по добар пат, еден на народот не му отвори пат за добро. Сет народ е вознемирен, сет народ е очаен. Како не се срамат, не знам. Ајде нивниот оброк што го јадат во собрание, нека му го дадат на градежните работници само една недела, а они нека го јадат тој оброк што го јадат градежните работници. Сите што работат за нив. Ќе потсетам, внимавајте на тајмерот. Благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ајде, што повеќе може да посака еден народ од својата влада? Ништо или Замрзнување на повеќе? цените. Замрзнување и на нас пензионерите, пошто немаме више дрва. 70-80 евра коштат еден кубик дрва. Што ќе правиме ние пензионерите што земеме по 10.000? Што очекуваме од таа влада сенат? Шумско стопанство е по заштита, по државна мислам на влада, така е? Мислам по државна. Зашто не ги намалат и дрвата малку? Се намали нафтата, се намали плинот, се намали све. Зашто и да не ги намалуват и дрвата? Дали ќе ви се подобри стандардот со покачувањето од 8,5%? Па тоа е во ред, окей е све, ама со тоа покачување ние не можеме, што да ти кажа, не можеме ни пола кубик дрва да купиме. А каде се лекарства, каде се други работи, нешто се да ги. Дали видовте и почувствувавте бенефити од замрзнување на цените на артиклите? Ама и ние смрзнаме со замрзнување на цените. Слагам во подрум, неам дрва више.
И сега додам да купам дрва, ми вика 70 евра кубик дрва. Ко ќе дојде пилање, мислам, цвето ќе дојде негде 90 евра кубик дрва. Како можам јас со 10.000 да поминам тоа? Благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија. Ќе ве потсетам, само внимавајте на тајмерот, 90 секунди, автоматски се исклучува. Добар ден. Добар ден. Верувам дека е намален тонот на телевизорот, изборуваме преку слушалка. Дали гледачот ме слуша? Јас ги слушам, има некоја дискусија од другата страна, но ете, јас се слушам на телевизорот. Стишете го телевизорот. Да, се слушаме. Добар ден. Добар ден. Го намаливте ли тонот на телевизорот? Да. Так, па еве, според вас што повеќе може да посака еден народ од својата влада? Ништо или нешто повеќе? Па може да посака поголема ангажираност од својата влада на зачувување на својот идентитет. Значи живееме во време каде што патриотизмот е на многу слабо ниво и каде што државата се труди да уништи се македонско. Значи се македонско што постои, таква држава во светот не постои. Каде што се труди да се уништи се што постои. Ајде да проговориме за социјалните проблеми. Има покачување на пензиите, меѓу другото се замрзнаа цените на леботи, секако на тестенините. Не бе, јас се сум донесоа сведок дека лекови, како што е инсулин и проблемот со лекот трикафта, конечно ќе има за сите пациенти со цистична фиброза. Еве, јас сум сведок дека во маркетите нема покачување на, односно не се регулирани цените на прехранбените продукти, се уште се старите цени, дека тоа се е, да речеме, фиктивно направено и дека се уште се држат старите цени. Значи тоа е пред јавноста, се прикаже на друга слика, но реалноста е сосема друга. Па еве, која е цената на тестенините, каде што пазаруват? Цената на тестенините е стара, значи не е регулирана според последните размери, значи останува старата цена. Еве, јас сабале бев да пазарувам истите цени, значи се останува на тоа што го слушаме и во медиумите. Така, благодарам еве што споделивте онаму од каде што пазарувате, каква е состојбата. Одеме сега повторно со Твитер. Филозофер напишал: цените не се намалени, туку се превисоки за наш стандард. Па еве, дали се сложувате со ова што го напиша филозофер? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. И па да ви кажам што сакам народот од владата. Да биде малку реална, да работи во интерес на народот. Значи наједноставно, реалност некоја. Значи никој не бара преку лепогача. Затоа што во моментот, меѓутоа за жал кај нас не имаме, како да кажам, имаме енглеска кралица. Како е премиерот, на кој начин дојдем. Така да од тоа ќе видите како се работи и што се работи. Видите, луѓето си играат фудбал затоа што многу се преработиле, добиле голем стрес од работа и не знам колку што се заработиле за тој стрес со фудбал малку да се релаксираат. Значи видите вие до која крајност се иде во канцеларија што да се игра од стрес. Па ова е, не знам, невидена мизерија, срамота, поголема срамота не може да биде. Прво таа како да е наречен државна институција, што не знам што произведува, од каде пари да заработи, за да земе толкави плати. Има за здравството се донесоа повеќе одлуки, пензиите се покачија за 8,5%. Многу се покачија пензиите, да ви кажам, стварно е преубаво. Тие што имала по 60 и кусур илјади, веќе поминала над 70.000, веќе два пати им качуваат по 4-5.000, а она сиромаштија по 800 денари, што да каже. Значи, невидена срамота, невидена. Тие више пензии 60 и кусур 70 не треба уопште да функционираат со покачување. Затоа ги направија како да се хирурзи, па добија пензија као хирург да е плата. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте.
Добре, јас ќе посетам секако кога го вртите бројот ве превземаат од режија и нормално она што е најважно да го направите е да останете на слушалката, да го намалите тонот на телевизорот и веќе да бидете вклучени во црвена линија. Јас морам да признам, денес неколку пати слушам дека сте вклучени, дискусиите нормално од онам од каде што се јавувате ги слушаат сите, но најважно е да ве слушнеме вас конкретно и еве да ни дадете одговори на нашите прашања. А тоа е еве и анкетното прашање, меѓу другото, што повеќе може да посака еден народ од својата влада, односно под А имаме и опција да си ја работи работата и под Б да си ја работи работата. Добар ден. Добар ден. Добро, јас да не биде дека целата црвена линија ќе биде постојано да повторуваме добар ден. Ќе земеме малку здив со реклами и време е да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. А по рекламите, еве ги и резултатите од Инстаграм стори анкетата. Ќе ве потсетам за следете на Инстаграм и земете активно учество заедно со останатите инстаграмџи. На прашањето што повеќе може да посака еден народ од својата влада, имавме две опции за одговор, ништо и ништо повеќе. Со ништо одговорија 47%, а со ништо повеќе 53%. Сега тука сите оние кои што следат црвена линија, верувам дека ќе ви го задржи вниманието тоа што за многу кусо време ќе преминеме на заврти на Телма. Вчера некој доби телевизор, тоа можете да бидете и вие. Ја како подкажувач искусен ќе ви откријам неколку прашања. Например, ќе има прашање во квизот која група не представуваше на Евровизија со песната 100% те љубам, 100% е да. Исто така ќе имаме и прашање како се вика италијанското силно кафе, а се служи во мали стоплени шоли и од која земја потекнува локумот. Добро, меморирајте се, гледаме за кусок, ќе врти тркалото и повторно можност да се освои вредна и голема награда.